Пратениците од Македонското собрание се алчни за пари и креираат коруптивно однесување во законодавниот дом, анализираат од Transparency International и Центарот за економски анализи. Надоместокот од 30% за литар гориво за секој изминат километар е преголем и, иако е законски, не е етичен. Пратениците даваат пример каков што не треба, па овие две организации од собранието бараат измени во законот за пратеници. Освен овие измени, ТИМ и ЦЕА го повикуваат собранието по 10 години конечно да го донесат и кодексот за етика на пратениците, со што тие и практично ќе покажат дека веруваат во тоа што го зборуваат. Но дали за тоа кај пратениците има расположение? Апсолутно прифаќам се во однос на регулирање на одредени права пред се и на пратениците. Значи, ништо надвор од законските рамки не добиваме ние. Значи, немаме дневници, едноставно добиваме плата, фиксна, и добиваме надоместо за бензин. Меѓутоа, треба да имат предвид граѓаните, дека ние користиме собствени возила, цел ден на работа си имаме одредени обврски и трошкови. Така да не изгледа така како што е работа. Меѓутоа, за сето тоа да се реши и да се стави во рамките на надвор од шпекулациите, прифаќам секаква иницијатива, дури и дебата во однос на тоа. Сум за секакво отворање на дебата и дискусија по секое прашање од општественото живење во државата, но секако во иднина очекувам оваа дебата да се преточи во најдоброто законско решение, кој ќе возможи пратениците да носат закони, да бидат најпродуктивни што е можно, но и да имаат можност да бидат назад во своите изборни единици, во своите градови, заедно со граѓаните колку што е можно повеќе. Јас ја поздравувам оваа иницијатива и сум на располагање во било кој момент да се вклучам во дебатата за разрешување на ова прашање, кое што во изминатиот период беше доста актуелно во државата. Во барањето, длабоките пратенички џебови да се сошијат се вклучува и Државниот завод за ревизија, кој исто така веќе 10 години сугерира што пратениците не смеат да прават. И покрај ова, секој нов пратенички состав продолжува постаро и уште побогато. Класичен пример за тоа е состојбата во Берово и Делчево, каде пратениците добиваат месечна плата од околу 60.000 денари. Само за бензин, за 320 поминати километри до и од Скопје добиваат по 6.024 денари дневно. Месечно тоа е околу 103.000 денари за патни трошоци. Вкупно за еден месец работа, тие во џеб ставаат по околу 170.000 денари или близу 3.000 евра.